Се реконструираат зградите на здравствените домови во Делчево и Македонска Каменица. После 20 години, како што информираше директорката Марија Глигорова, ѕидовите на Делчевската амбуланта повторно ќе се белат, ќе се менуваат плочки и ќе се санираат најоштетените делови во зградата. Дали сега здравствените домови поради санитарните услови, добри или лоши, во услови на корона кризата, добиваат можност за обновување или тоа се редовни процедури на Министерството за здравство? Според директорката, реновирањето се врши според увид на градежни инспектори во Министерството за здравство, од каде што доаѓа поддршката за реализација на активностите. Во рамките на Министерството за здравство се вработени градежни инженери, архитекти кои што имаат задача ги посетуваат здравствените објекти во Републиката и таму каде што ќе проценат се прави тендер на ниво на Министерството за здравство и се реновираат и одлучуваат што треба да се направи, стручни лица, луѓе кои што се во таа бранша. Оваа година ние добивме во Истокот да реновираме заедничките простории, кречање, менјање на плочки. Во Македонска Каменица е многу руинирана беше брзата помош, комплет се реновира брзата помош со ординации, со ВЦ-а, главни ходници, влезови. Знаете, во здравствените домови, откако се изградени, само парцијално некаде нешто можно е да искречено, направено. Иначе, генерално кречење, како што можете да видите, оваа зграда е расфрлена на многу голема и на поголема површина е, така да тешко може да се направи еден зафат за кречење, менјање на плочки и така натаму. Јас сум многу срекна што ние успеавме оваа година да добиеме ова реновирање. Во Каменица веќе 2 недели се работи, пред крај се работите, симнати се плочките, само треба да се налепат, половина кречењето е завршено, обновено. Сега имаме проблеми, зградите се стари, треба и кровови да се менјаат и така. Меѓутоа тоа во некоја наредна фаза која ќе одлучат стручните лица кога мора. Ние оваа година го добивме тоа, тендерот колку што се однесува до цената на вистина не знам колку е. Ние само ги користиме услугите. Инаку во Делчево, според последните извештаи од Министерството за здравство, во последните денови бројот на активни случаи во Делчево изнесува околу 100. Бројката на новодијагностицирани неколку денови поред се движи од 2 до 5 позитивни. Апелот останува да се почитуваат мерките со цел спречување на ширењето на заразата во Делчево.